председателка на комисијата. Само за македонската јавност да појаснам, членот 8 на граѓанин кој ќе го промени живеалиштето или ќе изврши промена на личното име, му се издава нова лична карта и при промена на адреса на станот на живеалиште, граѓанинот е должен во рок од 30 дена да поднесе барање за замена на личната карта со нова. Членот 3, односно во новиот во предлогот, членот 8 се менува и гласи на граѓанин кој ќе го промени живеалиштето или ќе изврши промена на податоци во личната карта, му се издава нова лична карта. Во случаите од ставот 1 на овој член, граѓанинот при поднесување на барањето за издавање на лична карта задолжително приложува документ со која докажува промената. И третиот став, при промената на податоците од ставот 1 на овој член, граѓанинот е должен во рок од 30 дена да поднесе барање за замена на личната карта со нова. Врз основа на член 149 од Деловникот на Собранието на Република Македонија, предлагаме амандман, значи членот 3 се менува и гласи: во членот 8 се додава нов став 2 кој гласи: во случаите од ставот 1 на овој член, граѓанинот при поднесување на барањето за издавање на лична карта задолжително приложува документ со која докажува промената. Ставот 2 станува став 3, а ставот 3 се менува и гласи: при промена на податоците од ставот 1 на овој член, граѓанинот е должен во рок од 30 дена да поднесе барање за замена на личната карта. Практично амандманот го предлагаме со цел да ги допрецизираме одредбите. Ставот 1 од членот 8 во Законот за личната карта мислиме дека е јасен и прецизен во однос на промената на податоците во личната карта, односно дека промена може да се изврши само во делот на живеалиште и промена на личното име. Знаете дека има и други елементи на личната карта и цениме дека реално и нема ни потреба за понатамошна дискусија, односно за образложување. Мислам дека е јасна интенцијата на овој амандман. Благодарам.